Достоинство, почит и национална гордост. Денес Штип се поклони и пред ликот и делото на Тошо Арсов. Точно 82 години од неговата смрт, неговото име оддекна во дворот на училиштето, што гордо го носи неговото име во населбата 8 ноември во градот. Учениците од ова училиште заедно со директорката, наставниците и представниците на локалната самоуправа положија цвеќе пред неговата спомен биста, одавајќи му тивка, но силна почит. Со тешката судбина на македонскиот народ, Тошо се запознал уште во родителскиот дом. Учејќи во Врање и Зајачар, повлеченоста на Тошо исчезнала. Се оформил неговиот нов лик, лик на лавовски храбар младич, лик на поборец за македонското. Како напреден младенец се истакнул со својата дејност, а неговите активности посебно доаѓаат до израз при формирањето на студентското културно-уметничко друштво Вардар. Во 1935 година бил одликуван со големо признание. Тој станал член на КПЈ. Веднаш по зачленувањето добива нова задача. Покрај работата со македонските студенти во Белград да оформи партиска келија. Меѓутоа, неговите активности биле забележени од полицијата, поради што при крајот на 1935 година бил затворен. Во април 1937 година, по правалата на партиската организација, била спроведена истрага која била доста строга, а тој бил осуден на казна робија од 1,5 година. Директорката Анка Ангелова за нашата телевизија вели дека учениците ќе продолжат да му одаваат почит и во иднина на нивниот великан. Таа е посебно среќна што учениците творат во неговото име. Посебно чест и задоволство ни е што нашето училиште го носи името на великанот Тошо Арсов, кој го дал својот живот за слободата која денеска ние ја живееме. Во чест негова нашите ученици творат, раскажуваат, пеат и ќе продолжат да творат и да раскажуваат, одавајќи му почит. Инаку денес почит на херојот Нехтенин одадоа пак средношколците од Средното општинско училиште Коле Нехтенин Штип, кој со рецитал покажа и денес дека хероите живеат во нивните срца, а тие творат во чест на нивните имиња.